Наместо во денови, престојот на македонските возачи во Шенген зоната да се пресметува во реални часови, побараа представници на транспортните асоциации од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора од Европската комисија. Тука ќе добиеме 80% кај возачите можност да несметано работат во тие 180 дена, без да бидат вратени, бидејќи секојаш се рачуна од денот на контролата нана за 180 дена. Се добиваат оние денови каде што им се евидентираат, например, час или два во некоја држава, им се рачуна као 24 сата. Така да ова е нешто што ќе помогне во овој период без промена на законски норми. Барањето изнесено на состанокот на техничката работна група со представници на Европската комисија и земјите од Шенген зоната со примената на правилото 90 од 180 дена за професионални возачи, но колку е реално тоа да се прифати? Потребно е, барем така ние сметаме, да се донесе само упатство за примена на пресметката, односно место да се рачуна као ден, да се рачуна за час, што значи дека сегде има евиденција за време на влез и за време на излез. Така да, доколку има добра волја, би можело да се спроведе овој период додека не се најде некое трајно решение. Но постои уште еден битен проблем со системот за евиденција на престој. Еден од проблемите со кој што исто така ги запознавме и работната група е тоа дека не постои уедначеност во сите држави при давање на информација за денови на престој или колку денови останале уште, што е системска грешка, предпоставуваме, и ги замоливме и тој дел да си го проверат, затоа што добиваме некогаш различни информации, уште колку денови возачот може да го управува возилото во Шенген зоната. Во меѓувреме, од асоциацијата предупредуваат дека во одредени држави од Шенген зоната веќе се вршат засилени контроли на дозволениот престој на возачите. Би замолиле, значи, до сите превозници во овој период, за да не ги доведат во несакана позиција своите возачи, убаво да пресметуваат деновите, бидејќи засилени се контролите. Сега во некои држави рачунаат од 10 април, меѓутоа еве во Бугарија имавме случај и се рачунаше од 26 или 27 јануари. Значи, оно што го кажав преска од денот на контролата нана за 180 дена, што значи да му направија комбинација на тие печатици што ги има во пасошите возачот, односно евиденцијата која имаат од тој аспект и новиот систем.